Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и граѓанско образование. И денеска, уште еднаш ќе се потрудиме да помогнеме на учениците од 6-то оделение да совладаат нова наставна содржина. Зато се појавуваме со уште едно ново видео со надеж дека ќе помогнеме во оваа тешка состојба полесно да се совлада материјалот. Па така, денеска ќе зборуваме за градот држава Атина. Инаку, кога зборувавме ние за Хелада во целина, кажавме дека во историјата на Хелада не се создала една единствена држава Хелада, туку се создале повеќе помали градови држави, кои што всушност биле држави на еден град и околината. Значи, тогаш тие држави практично ги сочинувале градот и околината, затоа се нарекуваат градови држави, што значи секој град си имал своја управа, односно секој град си имал свој владетел. Па така, кажавме дека во историјата на Хелада ќе се појават поголем број на градови држави, меѓу кои најпознатите се Спарта, Атина, Коринт, Теба и така натаму. Па така ние денеска ќе зборуваме за Атина, ќе видиме што е тоа што е најважно за градот Атина и нејзината историја и што е тоа што ставило како белег, како печат во таа посебно античка историја. Сега, прво не интересира каде се наоѓа градот Атина. Градот Атина се наоѓа на полуостровот Атика. Значи, гледате со стрелката, каде што мрдам, ова со црвено е полуостровот Атика, а овде гледате одбележено е каде се наоѓа градот Атина. Значи, гледате колку голем број на градови држави имало во Грција. Сите тие се градови држави кои што практично соработуваат со градот Атина како поморски и како трговски градови. Инаку, овој дел на Грција, посебно полуостровот Атика, ќе биде населен од племето Јонци, некаде во 12 век пред нашата ера, и практично јонците се тие кои што ќе го основаат градот Атина. Сега, кажав дека целиот тој полуостров, практично, ќе се вратиме назад, еве го, целиот тој полуостров Атика, посебно за време на Хомеровото време, ќе биде под контрола на градот Атина. Треба да се спомене дека, за разлика од останатите градови, каде што пред се доминира земјоделието, во Атина ќе доминираат занаетчиството, трговијата и морепловството, што значи дека атињаните ќе бидат познати занаетчи, трговци и морепловци. Сега да видиме како е поделено населението во Атина, односно да видиме какво е општественото уредување, бидејќи кажавме дека општественото уредување е всушност подредување на луѓето според имотот. Па така, во Атина населението се дели на слободни и неслободни. Слободното население се дели на евпатриди и демос. Евпатридите се всушност богатиот слој, кои уште го нарекуваат аристократија. Тие, богат слој, освен што биле богати, можеле да учествуваат во управувањето на државата. Значи, тие кажувале како ќе се управува со Атина и поседувале имот, имале робови кои што работат за нив и не плаќале данок. За разлика од нив, демосот всушност биле занаетчи, трговци и селани. Поголемиот дел, тие биле слободни, тие
живееле слободно, меѓутоа биле принудени да плаќаат даноци на државата и не можеле да учествуваат во раководењето на државата. И нормално, нели, како робовладелско уредување на последната скала од општеството биле робовите кои што биле неслободни луѓе. Сега да видиме кој се управувал со Атина, односно да видиме какво било најстарото државно уредување. Како и во сите градови држави, така и во градот Атина начело стоел крал. Кралот особено во тој почетен период, слободно можеме да кажеме дека имал дури и неограничена власт, бидејќи бил врховен војсководец, судија и свештеник. Освен крал, имало и совет на старешини, кои доаѓале пред се од редовите на ефпатридите, односно од редовите на благородниците или аристократијата. Тука, нели, имало и народно собрание, кое го сочинувале сите воено способни мажи. И бидејќи власта на кралот зајакнувала, кралот бил во одреден временски период дури и неограничен господар, тоа нема да им се допадне на аристократијата, односно на ефпатридите, и затоа кралот ќе биде соборен од власт, односно ќе го турнат од власт, а со државата ќе управуваат така наречени 9 управници или 9 архонти. Со тек на време, посебно поради управувањето на државата од страна на ефпатридите, ќе се појави незадоволство кај демосот. Демос всушност значи народ и денешниот термин демократија всушност доаѓа од грчкиот збор демос, што значи народ, и кратос, што значи власт или управување, всушност, нели, заедно значи владење на народ, демократијата како поим. Па така, веќе ви кажав, демосот, односно занаетчиите, трговците и останатите, кои што, нели, го сочинуваат демосот, биле незадоволни од ефпатридите и барале поголеми права и ќе се развие борба помеѓу, нели, самите нив. Па така ќе се создаде неопходна потреба од реформи и така во историјата на Атина ќе се појават тројца реформатори, како што се Дракон, Клистен и Солон, од кои, нели, Клистен и Солон се најпознати. Солон се потрудил, нели, да ја укине таа поделба на ефпатриди и демос и затоа луѓето ги поделил во 4 групи според имотот, меѓутоа и тоа не било доволно, затоа, нели, реформи извршил Клистен, кој што ги поделил луѓето во 10 области и ја формирал, односно веќе била формирана институцијата Народно собрание, меѓутоа сега Народното собрание ќе биде највисока институција во државата, односно Народното собрание ќе биде таа која што ги избира институциите и, нели, со кој што раководи со државата. Па така, слободно можеме да кажеме, по овие долги борби помеѓу демосот и аристократијата со воведувањето на Народно собрание како главна институција, всушност победува демосот и доаѓа до изедначување на луѓето. Инаку, во Народното собрание учествувале сите воено способни мажи и слободно можеме да кажеме дека ова всушност е првата демократија во светот. Еве ви, нели, како изгледа Солон, како, нели, Клистен, нели, овие се нивни ликови од статуи кои што се изработени. Сега, некаде во 5-тиот век, Атина достигнува навистина голем развој, кога, нели, во тие демократски структури на Атина
или со тие демократски структури на Атина раководел Перикле, што значи во времето на Перикле Атина достигнува најголем и економски, и трговски, па и воен развој. Оваа слика која што нели е нацртана како визуелна представа, односно да ни даде визуелна представа за тоа како изгледа демократијата во Атина, гледате, нели ви кажав дека Народното собрание тоа кое што е врховна институција и во него учествувале сите воено способни мажи. Од прилика, ете да кажеме дека тоа било дека се 5000 на број и бидејќи толку голем број на луѓе никаде не собира, затоа тие се собирале на плоштадот во Атина, наречен Агора, и тука ги одржувале нивните така наречени седници и сите одлуки биле носени со мнозинство. Затоа ви кажувам дека тоа е првиот вид на демократија. Тоа што прегеска нели ви кажав дека на територијата на Хелада никогаш не е создадена една единствена држава Хелада, туку нели биле создадени повеќе градови држави, затоа некогаш тие градови држави представувале лесен плен за освојување. Па така, во предвид го имала тоа персиската држава, која што некаде кон средината на 6 и почетокот на 5 век била најголемата и најсилната и најмокната држава во светот. Значи, зафаќала огромна територија од Централна Азија па се нели до Египет, една огромна мега држава, па така персијците нели сакале да ја освојат Хелада како привлечна територија каде што нели има високо развиена цивилизација и така кон крајот на 6 почетокот на 5 век ќе започнат тие познати грчко-персиски војни и сите тие кои што биле современици, односно живееле во тогашниот свет, кажуваат или ги именуваат како настан на векот. Грчките градови и држави се нашле под опасност да бидат освоени. И тие знаеле дека било која град држава не може само да се спротистави на големата персиска војска, затоа решиле да се здружат со цел да ја одбранат Хелада. И така се здружиле и успеале нели да се одбранат. Се случиле неколку познати битки, како што е битката кај Маратонското поле, битката кај Термопилите и битката кај Саламина. Еве ја битката кај Маратонското поле, каде што нели и покрај тоа што фалеле одредени хеленски војски, хеленската помалобројна армија успева да ја порази големата персиска војска, а нели еден гласник сакајки да пренесе низ Хелада дека големата персиска војска е нели поразена, ќе истрча 42 километри со цел да ја пренесе веста и во негова чест нели и денеска се одржуваат познатите маратонски битки кои што се синоним на трчање на долги патеки и денеска тие се трчаат 42 километри во чест нели на оваа битка кај Маратонското поле. Тука е и познатата битка кај Термопилите. Тука, значи, пред полуостровот Пелопонес се наоѓа Термопилскиот теснец над областа Етолија и од тука сакале нели да влезат персиските војски, меѓутоа во тој теснец собирало само по 300 луѓе, па така храбрите спартанци ќе го бранат тој теснец до последен здив, иако нели изворите кажуваат дека на крај овие персијците ќе научат дека има таен премин, една козја патека која што нели еден грк ќе им ја каже и ќе успеат да ги поразат храбрите спартанци. Но тоа не значи дека нели персијците ќе добијат војната. Исто така нели една од решавачките битки е битката кај Саламина, која била поморска битка, која се случила во овој залив. Тука здружените спартанско-атински бродчиња успеале да ги разбијат големите персиски бродови, кои тешко се движеле во овој
залив и ова била спектакуларна победа на малите хелени наспроти големите персици. Па така, слободно можеме да кажеме дека оваа битка, односно се извинувам, оваа војна, практично ќе биде војна која што ќе ја добијат хелените и ќе ја спасат Хелада од персиско освојување. И тоа е една од најголемите работи со кои хелените се гордееле, и со право, бидејќи совладале на вистина голем непријател. Наспроти, овие сите работи да придонесат кон тоа хелените да се здружат, тие почнувале да се разединуваат. Кај секоја од нив се појавила амбиција кој да доминира во Хелада, кој да има целата Хелада под контрола. Па така, после овие грчко-персиски војни, во Хелада ќе се појават два сојузи, тоа се Атинскиот поморски сојуз и Пелопонескиот сојуз. Атинскиот поморски сојуз ќе биде предводен од Атина, а Пелопонескиот сојуз ќе биде предводен од Спарта. Помеѓу овие два сојузи ќе започнат војни кои што се нарекуваат Пелопонески војни. Па така гледаме дека овие со црвено ја подржуваат Атина, овие со плаво ја подржуваат Спарта. Овие војни ќе траат безмалку 3 децении, од 431-та некаде до 404-та година пред нашата ера. Во овие долги исцрпувачки војни на крај ќе победи Спарта. Меѓутоа, што се случило? Тоа што победила Спарта не значи дека Спарта добила. Напротив, двете држави, односно и Атина и Спарта, или по-конкретно и Атинскиот поморски сојуз и Пелопонескиот сојуз ќе изгубат во овие војни. Зошто и како е можно? Па така, овие војни, Пелопонески војни, практично ќе ги исцрпат и двете држави, и војнички, и економски, и финансиски. Практично толку многу ќе ги исцрпат со што после тоа ќе станат лесен плен за останатите. Па така, место една од нив да ја контролира и да управува со Хелада, после нив со Хелада практично ќе управува Теба. И Теба ќе биде таја која што ќе доминира над Хелада. Од прилика тоа е тоа. Јас се надевам дека успеавме да придонесеме да совладате дел од материјалот и да на некој начин запамтите ова што го зборував, и се надевам дека беше интересно. Со ново видео и со нова лекција ќе се